Во реалноста не живеат бројки, туку луѓе на кои треба да им се помогне. Бизнисмените се револтирани од недоволната владина поддршка. Од вкупно позајмените средства што надминуваат милијарда евра, само 70 милиони евра биле вбризгани во стопанството. Бараат да се формира влада во најбрз можен рок, која веднаш треба да му помогне на бизнисот. Според стопанските комори, најважно во моментов е да има стабилна влада која ќе им овозможи поддршка на компаниите најмалку во наредните 6 месеци. Помошта особено ја очекуваат малите и средни предпријатија. Фирмите имаа финансиски резерви да издржат само 30 дена, а веќе 4 месеци кубурат со пари и се на работ на екзистенцијата. Новата влада според коморите треба особено да се посвети на намалување на сивата економија, за да собере повеќе од даноци и царини во државната каса. Апсолутно она на кое што исто така апелиравме и ние пред овие избори, а кое што беше насочено како еден од приоритетите кои што треба да ги има новата влада, е дека е неопходна таргетирана поддршка на предприемачите веднаш по формирањето на владата, односно на извршната власт. Она кое што сега во овој момент го гледаме е дека навистина ни е важно да има еден тип на поддршка во делот на справување на малите и средните предпријатија во вид на финансиска помош, која што би била неповратна, во вид на грантови или пак субвенционирање, и исто така истото треба да биде системски воведено во наредните 6 месеци како би имало и подолгорочни ефекти. И она на кое што навистина е важно и треба да се посвети внимание во следната извршна власт да се таргетира решавањето на предизвикот кој што го имаат предприемачите и целото општество воопшто со сивата економија, затоа што во овој период се интензивираше практично електронската трговија, а за неа во Македонија ние практично немаме систем како истата да се следи, што доведува до намалена наплата на царините и на даноците. Треба да имат олеснувања во даночното, административното работење, за да можат нивните планови за инвестиции да ги реализираат на што полесен начин. Голем дел од политичките партии кои се во игра да бидат во владината коалиција ги имаат барањата на бизнисот во своите програми, но искуството покажало дека често не ги исполнувале ветувањата во текот на мандатот. Затоа бизнисот бара повторно да има свој човек на вице-премиерското место. Како дел од нашите политички креирања, ние треба да бидеме во таквите структури, затоа што во минатото како искуство имаме, ние сме биле како критичари на нивните политики, наместо да бидеме дел од креирање на тие политики за да се движиме напред сите заедно. Бизнисмените бараат да се формира кризен фонд за стопанството да добие помош и кога кризата ќе помине. Во моментов велат надлежните немаат подолгорочна стратегија како стопанството да се врати на старите патеки на растот над 4%. Економијата стагнираше во првиот квартал, односно забележа минимален раст од 0,2%, додека 18.500 луѓе останаа без работа како последица од корона кризата врз бизнисите.